Почитуван градоначалник на општина Неготино, почитувани граѓани на општина Неготино, почитувани представници на медиумите, голема чест и задоволство ми представува што денеска сум тука заедно со градоначалникот, заедно со дел од советниците, да направиме вовед во градба, односно вовед за започнување на реконструкцијата на спортскиот рекреативен центар Младост во Неготино. Едно од клучните приоритети и едно од клучното ветување беше дека оваа сала ќе ја реконструираме. Токму тоа ветување денеска станува реалност. Со денеска се започнуваат градежните активности и очекувам во најбрз можен период оваа сала да биде ставена во функција и секако повторно да биде епицентарот на спортот во Неготино, повторно да биде место каде што ќе се собираат младите, место каде што ќе спортуваат, и ова е еден од главните приоритети кои што го имаме како Агенција за млади спорт, како влада на Република Северна Македонија, тоа да ги трнеме децата од улиците, од негативните влијанија од пороците и да ги ставиме во салите, во базените, во сите спорт, во целосната спортска инфраструктура, се со цел да спортуваат и да практикуваат здрав начин на живот. Верувам дека со овие два големи проекти кои што ги направиме за Неготино и како ќе ја подобриме првенствено спортската инфраструктура во Неготино, но и од друга страна ќе ги стимулираме, мотивираме, ќе ги поттикнеме сите млади буквално да спортуваат, да практикуваат спортски живот уште од најмали години. Тоа е еден од нашите главни приоритети, да го зголемиме квантитетот на млади кои што ќе спортуваат и секако ќе бидат дел од спортскиот систем. Верувам дека оваа сала ќе се заврши почетокот на следната година во соработка нели со општината, но и во разговори со изведувачите. Веруваме договорот е до почетокот на март 2020 година, но ќе направиме се што можеме и сите можни напори што е можно побрзо да биде ставена во функција, односно час поскоро да биде ставена во функција на сите граѓани на општина Неготино, на околината и на сите луѓе кои што сакаат да спортуваат и да дојдат тука во Неготино. Оваа прилика ќе искористам да му се заблагодарам и на градоначалникот, на сите советници во општина Неготино, на сите граѓани на општина Неготино кои што заеднички придонесоа и помогнаа овој цел проект да стане реалност и секако заеднички да ја вратиме во функција и да го вратиме бисерот тука во Неготино. Директоре, колку ќе чини санацијата, односно реконструкцијата на салата? Санацијата односно реконструкцијата на оваа сала ќе чини 12 милиони денари и ќе биде поделена во 2 години, исплатата ќе биде и во 2019 и во 2020 година. Најголемиот дел од градежните активности ќе се извршат сега во 2019 година, но и дел секако и во наредната година, со што ние, како што кажав и во моето воведно излегување, заеднички со општината, заеднички со изведувачите ќе направиме напори што е можно побрзо оваа сала да биде реконструирана и да биде ставена во функција. Што две прашања, ова за Неготино, за комшиите во Кавадарци, кога да очекуваат вовед во градежните активности на стадионот? Некаде крајот на средината или крајот на месец ноември ќе се започне и реконструкцијата и на стадионот во Кавадарци и со тоа направиме еден сериозни проекти во овој дел од регионот и со тоа покажуваме дека водиме грижа пред се за објектите, но и од друга страна сакаме нашиот главен мотив и нашата главна интенција е целосната спортска инфраструктура која што ни стои на располагање да ја вратиме во функција, затоа што имаме многу спортски објекти кои што не се во функција и кои што се буквално символ на нашите градови. Еве конкретно оваа сала е веќе 40 години откако е изградена и буквално представува символ на Неготино и жално е што претходно и многу локални власти, многу централни власти ветуваа дека ќе ја стават, но не ја ставија во функција. Но еве тоа што беше помина, денеска сме тука и започнуваме со сериозен проект, буквално кој што ќе биде од вистинско значење на граѓаните на општина Неготино, со стадионот секако и на граѓаните на општина Кавадарци. За крај, директоре, докаде е работата со ваучерите за спортските нисколигаши? Денеска во собранието се носи законот, верувам дека ќе помине и верувам дека ќе се заврши и таа работа, односно нови 4 милиони евра дополнително ќе се слеат на контото на спортските клубови и на клубовите од понизок ранг, кои што не беа опфатени во првиот бран, само за една споредба, бидејќи често тоа се злоупотребува и се кажува дека нека претходното решение или нешто било подобро од ова новото решение. Само ќе дадаме на споредба, со претходните решенија само 30 клубови од цела држава користеле некакви бенефиции, со новото во првиот бран се повеќе од 500 спортски субјекти кои што користат ваучер.
5 пати е зголемена сумата на која што им е дадена спортските клубови, сега секако со новото зголемување дополнително ќе се зголеми тоа. Со тоа покажуваме дека како влада водиме грижа за спортот и за спортските клубови и даваме шанса, можност секако тие дополнително да се развиваат со средствата кои што ги вложуваме во спортот. Верувам дека заеднички ќе успееме и заеднички ќе направиме многу нешта во спортот, затоа што пред се спортот е во насока да ги обедини нашите граѓани, спортот е во насока да ги презентира сите убавини кои што ги има нашата држава и со тоа да покажеме дека и ние како влада сме една одговорна државотворна влада која што сака и придонесува за развој на сите сегменти, но пред се за спортот во нашата држава. Посебна чест и задоволство ми представува што денес можеме заедно со директорот на Агенција за млади и спорт, господинот Дарко Каевски, да представиме и да објавиме дека спортската сала Младост во Неготино ја има таа чест од последниот самопридонес кој што беше во општина Неготино, да оваа спортска сала, која што ја обечевме на граѓаните на општина Неготино, да ја го вратиме сјајот и да дадеме еден нов лик. И посебно ми представува чест и задоволство за тоа што и јас лично како спортист мојата младост ја поминав баш тука во оваа спортска сала. Знам каков дух носи оваа спортска сала и сметам дека со оваа огромна поддршка, посебно на Агенцијата за млади и спорт, ќе го вратиме духот и ќе дадеме можност на сите млади идни генерации овде, на овој центар, на овој прекрасен центар, да можат да своето слободно време, своите спортски активности, својата иднина како идни спортисти ја гледаат и основаат баш тука на овој спортски центар. Уште еднаш, нема да должам, премногу сум задоволен од соработката со Агенција за млади и спорт, што за толку краток период успеавме да издвоиме заеднички напори и средства да оваа спортска сала се реконструира. Се работи за реконструкција на кровната површина и на подот. Во овој момент, во понатамошна фаза, општина Неготино ќе одвои средства за дооформување или доопремување на сооблекувалните, како и на дел од електричната мрежа, која што е застарена, и се надевам дека и во наредниот период и во наредната година во комплетна функција ќе биде ставена целата. Исто можам да додадам дека во овој спортски комплекс општина Неготино, исто заедно со Агенцијата за млади и спорт, има подготвена документација и за базен, детски базен, кој што исто е така од големо и клучно значење, посебно со фактот дека во овој период, кога младите генерации се ствараат, и посебно имајќи во предвид дека се повеќе и повеќе е застапена сколиозата кај децата, Агенцијата за млади и спорт го препозна моментот дека е потребно и овој проект да биде отпочнат. Ви благодарам и се надевам дека има убави денови и за Неготино и за сите спортисти во градот.